Денес Синот Божи, Господ Исус Христос, влегува во Јордан за да се крсти. Небесата се отвараат и гласот на Бога Отца се слуша: овој е мојот возлюбен син. А Духот Свети во вид на гулав слегува над Господа Исуса Христа. Тоа е историската сцена која е позната и која читаме секогаш на празникот Богојавление, што се случила на денешен ден во реката Јордан. Но она што е значајно покрај историските настани е тоа дека денешен ден е денот на откривањето на постоењето Божјо. Многу религии има денес кои не знаат како постои Бога. Затоа што не им се открил. Како може човек да го знае Божјиот начин на постоење ако самиот Бог не му се открие? Толку е превозвишен Господ од нашето постоење, што на никој начин човек не може нити да се сети, нити да домисли каков е начинот на Божјото постоење. Меѓутоа на денешен ден Бог сам го открива својот начин на постоење. Зошто? За да ни каже дека некој Бог постои на небото и ние никогаш нема да го стигнеме него. Не, туку да ни каже кој е нашиот начин на живот кој го промашивме уште од времето на нашите прародители. А тоа е да стигнеме до Бога, да бидеме со Него во потполна заедница. Затоа тој денеска го прави тоа што е невозможно. Како Бог се крштева како човек. Свети Јован Крстител знаеше дека проповедаше покаяние за крштение. Но што да се кае Синот Божи, кој е Бог по природа, од што да се кае ние имаме да се каеме за гревовите наши и пред да се крстиме потребно да ги исповедаме нашите гревови. Но што и од што Господ наш има потреба да се крсти, односно да му се отпишат гревовите? Нема никаква потреба од тоа, но тоа го прави заради нас, за да ни покаже и докаже дека тој е како еден од нас, дека прими се човечко, дека ништо што е човечко не остави непримено. Зошто? За да го спаси. Нема друг начин да ги спаси сите делови на човечкото битие, освен да ги прими самиот на себе. Зашто само тоа што ќе влезе во заедница со Бога, само тоа ќе биде спасено. Сето друго ќе остане така да виси во времето, е така да кажам. Ако воопшто продолжи да постои време и во идниот свет. Тоа значи, потребно беше ова да се случи само заради нас. Не му требаше на Господ да се крштева денеска во реката Јордан. Ама и бесловесната природа, дури кога го виде тоа, се зачуди. Овој Бог слегува и е подложен на законите на природата кои се воспоставени за природата. Па вистински почит треба да имаме кон таквиот Бог. И затоа
rekata Jordan se vraća nazad. Kako voda ste vidjeli nekogаш da teči nagore? Nikoga, što je nevozможno. Sekogaš voda da se sliva nadolu i na ponisko to. No ovoj pat začuden Jordan, uslovno rečeno začuden, zašto cijela priroda je začudena. Bog slezi se kršteva vo rekata Jordan. Kakvo je ta privilegija zasvorena ta priroda vošto. I toj Gospod koji slegува da se krsti, to ništo не присилува природата, а та сама действува. Действува и од чудо се враќа назад. Невозможно е, вели реката Јордан, овај Господ да слези и да се крштева во мене. Тој кој мене ме створи, тој кој направи да течам одгоре надолу, тој истиот Бог влегува во мене и се крштева. Како ја да не се вратам назад? Како да кажам дека тоа е невозможно? Ама тоа што е невозможно, Бог го прави возможно. Не е за да ни покаже нас колку е моќен како Бог. И без да му признаеме ние колку е моќен, тој е моќен. Туку да ни покаже нас дека ние треба друг пат и начин да имаме за нашето постоење, да имаме заедница со Бога. Тоа е единствено што е спасително за нас луѓето. Немаме заедница ли со Бога, ние немаме живот во себе, односно имаме толку инстинкт за живот, некој краток временски период, 100 години ебе да ги наречеме. И толку ќе живее човек и после ќе згасне како свеќа. Ама Бог дојде тоа да го промени, да ни покаже дека не сме ние наменети како свеќа да згаснеме еднаш и никој да не се сети на нас. Туку да ни каже дека ние сме вредни битија пред очите Божи. Бог постана човек, за човекот да стане Бог, вели уште одавна прекови пред нашето постоење Свети Атанасиј Велики. Ние сме наменети да постанеме богови по благодат, браќа и сестри. И таја намена не треба да си ја промашиме. А како нема да ја промашиме? Ако го следиме Христа во сите стапки негови, ајде да постанеме имитатори Божи, да го имитираме се што прави, се крштева, ние се крштеваме исто. Сега дојде времето мали деца да крштеват, порано се крштевале големи. Но крштевањето што значи? Да го примиме крстот Христов на себе. Ако не го примиме крстот, немаме крштение. А крстот значи истовремено и воскресение. Зашто Христос прво беше распнат на крст, а после воскресна. Не обратно, не прво воскресна, после беше распнат. За да го очекуваме правилно воскресението, ние треба да се Христово да примеме на себе. Крштението, рековме, го примаме, меѓутоа крштението е потопување во смртта Христова, затоа се потопува некој што се крштева и тоа преко глава се потопува. За да се подигне како што Христос воскресна и за да имаме живот вечен. Ето тоа крштение кое Господ денеска за него непотребно го направи, а заради нас.
ние го извршуваме за да постанеме християни. Не можеме да бидеме християни ако не се крстиме. Зашто првиот чекор, гледате и на самиот Господ е крштението. Пред да излезе да проповеда, тој се крсти во реката Јордан. А Јован му вели, јас ли да те крстам? Како да го крсти слугата Господарот? Како да го крсти Јован кој се што имаше научено во животот, научи од Господа и сега треба да стави рака над Господа. Поголемиот, браќи и сестри, става рака над помалиот. Како да стави свети Јован Крстител рака над Господа Исуса Христа? Но ја става зашто Господ му вели. Тоа е големо значење. Господ ми вели. Ако Господ ми вели, тогаш и маката е радост. Тогаш и страдањето, и пеколот дури, кој го поминуваме, преминува во рај. Затоа што е рајот и разликата меѓу рајот и пеколот? Во рајот е Господ. Не знам дали ќе имаме тешкоти во рајот. Не треба човек да очекува дека таму мед и млеко ќе тече понатаму. Не знам, велам, може би така ќе биде. Меѓутоа едно ќе биде, ништо нема да биде тешко ако Господ е до нас и со нас. Тоа е разликата. Тоа е разликата меѓу рајот и пеколот. Господ нека не удостои, браќа и сестри, и ние да се подигнеме до мерило на раст од Христо. Зашто за тоа сме наменени, да бидеме богови по благодат. Нашата задача и смисла во овој живот е со Божја помош да ги поминеме искушенијата, кои се испити животни, и да постанеме богови по благодат. Тоа можеме да го направиме ако го следиме Господ Исус Христос. А првиот чекор е крштенијата. И затоа е толку важно крштенијето на Господа Исуса Христа, зашто на овој ден се објавува скриената тајна на постоењето Божјо, а таа е тајната на Светата Троица. Не е тајната, браќа и сестри, ние да си ја чукаме главата како во зид. Тајна е тој, не знаеме да го одговориме. Туку тајна е за да учествуваме во неа. А тајната, гледате, ни се открива. Сега се открива на оваа тајна на целиот род човечки, но одредени тајни се откриваат на отделно на човекот, во зависност од мерата во која ќе стигне. Тие тајни да ни бидат причасни, тие тајни да не бидат водителка во животот и да не одведат до спасение, кое толку со желба го очекуваме во сите векови.